ВМРО-ДПМН е политичка партија која действувала, действува и ќе продолжи да действува врз основа на закон и само врз основа на закон. И тоа потврдено од страна на сите институции надлежни за проверка на финансиското работење на политичките партии. Сите обиди и политички памфлети, чија цел е да се представи некакво наводно незаконско работење на ВМРО-ДПМН, на раководството на ВМРО-ДПМН и на членовите на ВМРО-ДПМН се неточни. Невистините и енергично и безкомпромисно ги отфрламе во целост. Обидот на СДС и нивната партиска испостава СЈО, без докази, без факти и без аргументи, да изврши компромитација и отстранување на ВМРО-ДПМН е многу опасен и погрешен пат. ВМРО-ДПМН жестоко ќе се спротистави на овој обид за уништување на партијата, а СДС и СЈО ќе бидат единствено одговорни за атмосферата која ќе биде предизвикана во следниот период и во која ние ќе се спротиставиме на неправдата и неправото. Целта на СДС и СЈО е да се скрши ВМРО-ДПМН, единствената политичка сила која се грижи и која ги брани националните, државните и граѓанските интереси. Со цел да се скрши Македонија. Јасно и гласно, со чест и со достоинство, порачуваме дека ова нема да помине. Финансирањето на ВМРО-ДПМН е реализирано согласно закон. Целокупниот имот на ВМРО-ДПМН е законски стекнат. Имотот на ВМРО-ДПМН се користи за извршување на партиските функции. ВМРО-ДПМН има право да има простор за свое функционирање. СДС не може и не смее да биде во привилегирана позиција и да има простор за функционирање кој му е оставен од поранешната комунистичка партија, а ВМРО-ДПМН да нема простор. Сиот имот на партијата е законски стекнат и без разлика дали е во целост оспособен за партиско функционирање, како што е отприлика 95% од просторот, или пак е во тек постапка за оспособување на просторот, како што имаме 4-5 ситуации. Истиот тој простор се користи за потребите на функционирањето на партијата и само за функционирањето на партијата. ВМРО-ДПМН нема купувано ниви и ливади, како што неточно наведува СЈО. Тоа е само очаен обид да бидеме компрометирани, а и јавноста да се дефокусира. ВМРО-ДПМН го има стекнувано во собственост само земјиштето под објектите или пак земјиштето што е на ист имотен лист со објектот во непосредна близина и слично, што представува и законска и рационална обврска и постапка. Централниот штаб на ВМРО-ДПМН е изграден во целосно транспарентна законска постапка со примена на јавен повик за соинвеститорство, на кој секој субјект можел да се пријави за изградба на објект кој согласно деталниот урбанистички план бил предвиден и дозволен да биде изграден. На овој повик имаше доставено 3 понуди. Во оваа постапка ВМРО-ДПМН го остапи земјиштето во строгиот атрактивен центар на град Скопје, кој има своја пазарна вредност. Соинвеститорот имаше обврска за остапеното земјиште да изгради објект за потребите на партијата, а тоа е Централниот штаб, и да исплати надомест за разлика помеѓу понудата од страна на соинвеститорот и проектот врз основа на кој е склучен договор. А остатокот од земјиштето да го искористи за собствени потреби и видливо е дека на тој простор соинвеститорот гради хотелски објект. ВМРО-ДПМН нема добиено донација во оваа постапка, како што беше неточно објавено од страна на СЈО. Членовите на ВМРО-ДПМН, како и било кој граѓанин на Република Македонија, имаат јасно законско право за уплата на средства на сметка на партијата. Ние сме во можност да имаме контрола, не сме во можност да имаме контрола на волјата на тоа кој уплаќа на партиската сметка, но сме благодарни за секоја уплата. И можеме да кажеме дека тие уплати се користеле за партиски потреби и редовни партиски работи. Лажна е информацијата, пласирана од СЈО, дека наводно уплатите на партиската сметка во 2014 година биле реализирани во само 57 денови. Вистинската бројка е дека уплатите на партиската сметка во 2014 година биле реализирани во период од 202 дена, односно во текот на целата календарска година
и тоа на име членарини и донации. Членовите на ВМРО ДПМН не смее и не треба да се чувствуваат компрометирани. Овој безмилосен напад е само срамен обид на СДС и СЈО да наметнат чувство на непотребна вина кон нашите членови. Членови на ВМРО ДПМН, вие сте луѓе домакини, честни луѓе и патриоти. За вас не може да коментира или пак да суди Фатиме Фетаи, Зоран Заев или Катица Јанева. Бидете спокојни, бидејќи вие сте силата од која противникот се плаши, а нашата партија не ја разбиле многу посилни структури од овие кои сега тоа го посакуваат. Го повикуваме СЈО да отвори постапка за финансирањето на и работата на СДС, зашто имаме проверени инсайдерски информации токму од лица од СЈО, дека постојат разговори и дека има законска основ да отпочнат истрага и за СДС. ВМРО ДПМН нема да потклекне на овој притисок. Тоа е безобразен обид да бидеме компрометирани за да биде скршена Македонија. Правдата ќе победи, ние сме убедени во тоа.